А со какви предизвици се соочуваат жените кои што живеат во руралните средини во Македонија? На оваа тема ќе зборуваме со нашата денешна гостинка. Велам добар ден и добре дојде за Лилјана Јоновски, извршна директорка на Рурална коалиција. Добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата и добре ве најдов. Едноставно избравме една ваква тема за да покажеме дека животот на жената не е само во градовите, не е само во урбаните средини. Жените кои што живеат во руралните средини во Македонија може би се 2-3 пати повеќе ангажирани од нас кои што живееме во урбаните, но не знам дали тоа доволно се цени. Така што првото прашање би било каква е моменталната положба на жените во руралната средина во Македонија? Убаво споменавте вие, има и доста истражувања кои што се правени на тема колку од своето време го посветуваат во работа и во грижа во однос на домот, на семејството, работата нели на нива и сите останати обврски кои што ги имаат и во однос на и општо и во однос на мажите, меѓутоа и во однос на жените од урбаните средини има голема разлика и таа разлика некаде оди од 2 до 3 часа дополнително, да речеме од она што ние да речеме во градовите сме навикнати кога станува збор за ангажманот на жените во руралните средини. Всушност и таква е природата на работата која што се во селата, во самите рурални средини, затоа што каде што нема работно време на кое што нели ние сме навикнати, туку постојано грижата за стоката, работата на нива, сето тоа најмногу го диктира природата, го диктираат различните временски периоди, а не како ние што сме навикнати во однос нели на некое стриктно работно време. Во однос на состојбата, каква е во моментов, има состојбата, жените од руралните средини се производителки нели на храна, но на што не е најважното, како изминуваат годините, многу повеќе се ставаат во фокусот, во центарот на вниманието, тоа е и доста оправдано. И како што доаѓаат на се повисоко и како приоритет на агендата, така и се повеќе се вложува во развојот и во унапредувањето и на нивната економска положба, меѓутоа исто така и во делот на социјалната и здравствена инклузија, кој што исто така се, да речем, еден од предизвиците кога станува ако сте жена која што доаѓа од рурална средина. Сега, кога веќе ги споменавте предизвиците, кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат овие жени? Години нанадзад работиме доста во делот на нели на предизвиците на надминување на истите. Меѓутоа морам да споменам дека ни сите години ни се провлекува најпрво еден од најголемите предизвици неинформираност. Колку информациите ги добиваат жените во руралните средини навремено, колку нели тие се точни, прецизни, со оглед на ангажманот и на работните активности кои што ги имаат. Тоа често пати предизвикува и да не бидат толку силни во делот на нивната економска положба, во делот, например, исто така доста голем предизвик е финансиската писменост, препознавањето на мерките, активностите во кои што може да се вклучат за да си ја подобрат својата економска положба. Освен информираност и финансиската писменост, предизвик се уште, иако има промени, како што споменав, предизвик е се уште економската независност, финансиската независност во домот, во семејството. Веројатно и најголемиот предизвик. Тоа е, да, еден од најголемите предизвици. Така да, некаде, ако пред неколку години беше 38%, сега е максимум 40% од жените во руралните средини се економски активни. Меѓутоа, од друга страна, не значи во исто време оваа активност дека тие се и дел од формалната економија, односно дека се вклучени и дека добиваат и соодветни економски приходи, иако придонесуваат за вкупните приходи во семејството и во домот. И регулирањето токму на ова економски нивен дел е еден од најголемите предизвици кои што се уште постои, иако се донесени и поголем број на мерки кои што ја фаворизираат жената. Ајде да ја наречеме тоа што често се споменува, нели таа позитивна дискриминација, се доделуваат дополнителни поени или се олеснува аплицирањето за одредени мерки, меѓутоа пак ефектот целосно не е видлив, токму поради тоа што пак средствата завршуваат во семејниот, да речам, буџет или често пати кај мажот, така да и понатаму има навистина доста простор за да се работи на економската независност на жените. Во контекст на ова, јас извинувам што ве прекинав, во контекст на ова би сакала да прашам, пак се доведуваме или се уште постои една одредена ситуација кога жената, да речеме, е невработена целиот свој живот,
но е дупло повеќе вработена од сите други затоа што се грижи за домот, за семејството, за децата, се грижи за добитокот, работи на нива и на крајот кога ќе заврши нејзиниот работен век, нема право на пензија. На пензија, да. Едукацијата, информирањето, да речам, се едни од клучните активности кои што и ние како граѓански сектор, меѓутоа и институциите се повеќе ги превземаат на терен, токму јакнење на свеста кај жената за потребата од нејзино финансиско нели економско обезбедување. Има различни форми преку кои што жените може да се регистрираат и како индивидуални земјоделки. Сега веќе имаме и различни мерки, па дури целосна една диверзификација на земјоделското производство. Не значи, нели, ако живеете на село, дека исклучиво мора да се занимавате само со земјоделски активности, туку сега има едно широко поле каде што може да се пронајдете и на таков начин да си обезбедите и сопствени приходи, меѓутоа и да си покриете здравствено пензиско осигурување, за да на старост, нели, се обезбедите и соодветната и економска сигурност и секако и социјална положба во општеството. Дали институциите доволно ги препознаваат потребите на руралните жени? Во најголем дел мислам дека да. Како изминуваат годините, институциите се поотворени кон предизвиците со кои што се соочуваат жените во руралните средини. Ако да речам, тоа јас често го споменувам, некаде од кога почнав во овој сектор да работам, некаде 2006-2007 година, најчесто се споменуваше дека сите мерки, сите активности се подеднакви и се истини, и се подеднакво достапни и за мажите и за жените. Веќе како изминуваа годините, свеста и институциите се менуваше. Па така започна да се креираат и посебни мерки кои што се насочени исклучиво за финансиска поддршка на жени, а многу повеќе исто така последниве години се вложува и во развојот во локалната заедница. Односно во рамките на проектите и кои што ние ги работевме, меѓутоа и се поголеми се активностите и во делот на еднаквите можности во рамките на општините, каде што се почесто може да се сретнат мерки кои што се веќе и родово сензитивни и ги опфаќаат различните потреби кои што ги имаат жените во локалната заедница. И сметам дека тоа е доста голем напредок. Има поле се уште да се работи, меѓутоа во тој сегмент се движиме во една нагорна линија според мене. Она што ни е болна точка на сите во држава, тоа е иселувањето на младите луѓе. Миграцијата постои, веројатно најзастапена е онаа внатрешната од село во град. Па во контекст на тоа би ве прашала колку младите жени се заинтересирани да останат во руралните средини, да го продолжат својот живот. За жал морам тука да признам дека интересот за да се остане во руралните средини, особено ке младите и посебно ке младите жени е мал. Меѓутоа, тука е многу сепак важно влијанието и во рамките на семејството и јакнењето на свеста, особено она што ние го повторуваме кај тие кои што веќе имаат развиени своји сопствени бизниси, кои што доста добро заработуваат, да ги согледаат можностите и предностите кои што ги имаат во однос на тоа ако се нели преселат во град или ако ја напуштат државата па се преселат на друго место, сепак на сите ни е многу јасно дека секој почеток е тежок. А веќе таму каде што сте израснале, каде што веќе ви е добро позната средината, каде што веќе економски се развивате, растете, сметам дека тука многу повеќе треба и да се работи со фокус на токму тие предности и така некако младите да се задржат, иако има и доста позитивни примери каде што сега веќе има и некои тренди на обратна миграција, не се можеби случаевите премногу чести, меѓутоа може да се забележат доста чести случаи каде што веќе имаме сега преселување или во село или па во средини кои што не се целосно градски, односно кои што се во одредени сегменти надвор од градот, така да може да се забележат и такви случаи, така да сметам дека работењето со таквите успешни жени кои што се докажале, покажале, особено млади жени во руралните средини во селата, тие позитивни приказни, меѓутоа исто така и предизвиците со кои што се соочувале треба се почесто да се шират, се почесто да се зборува за нив и тоа е некој од начините како да се убедат младите да останат на село, а секако и соодветна поддршка и од институциите и од страна на државата, како во поглед на финансиите, така и во поглед на обезбедувањето на останатите услуги. Кога сме веќе кај работата на руралната коалиција, кои се, да речеме, резултати кои што
вие ги сметате за досега за најзначајни? Вака кога ќе се вратиме наназад, кога ќе се вратам наназад, едно од најзначајните достигнувања кое што ние го имавме, сметам дека е креирањето конкретно баш на првата мерка за жени од руралните средини. Доста често ние зборувавме во периодот со ковидот, беа доста погодени жените земјоделки. Имаше такви кои што во тој период на ковидот изгубија дури 80% од своите приходи и тоа за нас беше голем аларм да се вклучиме многу повеќе и со останатите организации кои што работат во секторот, меѓутоа и со институциите, како на овие жени да им се даде поддршка и да им се помогне. Тоа на крај резултираше со конкретна мерка за поддршка на женски член во семејно земјоделско стопанство, која што постои денес и која што од година во година се надоградува, односно ако почнавме со 3.000 евра, 6.000 евра, сега веќе е до 10.000 евра. На тоа, како организација сме навистина доста горди. Имаме исто така и доста големи влијани во делот на креирањето на програмата за рурален развој, пак насочено кон дефинирање на критериуми кои што ќе и дадат позначајна, поголема улога на жената, се со цел да колку што е можно повеќе биде искористеноста од страна на жените. Исто така, не само наш, меѓутоа и како дел од успехот на она што го работиме, е и зголемувањето на процентот на жени кои што се регистрирани како индивидуални земјоделки, особено исто така сме доста горди на покренувањето на прашањето за платеното породилно отсуство и боледување при повреда на работно место, кое што го издигнавме како прашање, кое што веќе дојде до собрание и сега понатаму секако се уште сме во процеси на застапување како да дојдат и до законски измени, па и овој сегмент да се реши и да жените целосно бидат обезбедени и токму и во тој дел. Кога веќе го споменавте ова со породилното отсуство, значи тоа е една од работите која што се уште ја туркате, но што е она што се идните планови кои што ви се зацртани да ги остварите? Она што исто така сакаме да го постигнеме, бевме ние многу е мал процентот на вклучување на жената во процесите на донесување на одлуки. Имавме доста активности и истражувања кои што покажуваат, например, од 259 местни заедници, само 9 имате жени кои што се председателки на местните заедници. Со делот на локални... Ништо поразлично не е и во локалната самоуправа, да, токму тоа и сакам да го споменам. Од 80 градоначалници само 4 се жени. Само 4, да, тоа сакав и да го споменам. И тоа на нас ни е доволен аларм за и понатаму да работиме во делот на јакнење на свеста како жената да ја вклучиме во локалните процеси на донесување на одлуки. Токму затоа веќе еве трета година поред реализираме и родови форуми во 17 различни општини на територијата на државата, опфаќајќи ги и руралните општини, се со цел да преку тие родови форуми, како едни од алатките, успееме да ја вклучиме жената во локалните процеси на донесување на одлуки, за да може да видат како најпрво тие процеси изгледаат, што тоа значи, да се слушнат нивните потреби и основни граѓански иницијативи и потоа истите како такви да се преточат во одредени мерки и политики во рамките на самите општини. Конкретно, исто така во моментов работиме и на проект кој што е насочен и кој што баш го опфаќа делот на колку време жената троши во семејните работи и вработена и невработените, се со цел пак фокусот на локално ниво да се креираат одредени мерки, политики кои што ќе ја зајакна таа финансиска, таа економска страна на жената, со тоа што ќе се направи некој баланс помеѓу семејниот живот и она што претходно вие го спомнавте, кариерата и професионалниот живот, да некако тоа се избалансира, а да биде директно поддржано од страна на општините, од страна на самата локална заедница. Со оглед на тоа што сте постојано на терен и постојано меѓу жените кои што живеат во овие рурални средини, имате ли чувство дека тие некако го избегнуваат она нивно вклучување во јавниот, во политичкиот живот, во животот во локалната заедница, нивното истакнување? Некако се уште мислам дека постои некаква кочница, некаква стигма. Да, за жал, нели на нас не е добро познато општеството, средината во која што живееме. Тие традиционални бариери, стереотипи се уште присутни
Има нели напредок и во тој дел, доста се напредува, има на пример со самите нели тие мерки кои што ги споменуваме, со јакнењето на свеста, со едукацијата се менуваат веќе улогите и во руралните средини, се повеќе жени веќе стануваат и собственички на имот. Меѓутоа, тој дел на нивно јавно експонирање, на нивно вклучување во локалниот живот, во процесите на донесување на одлуки, некако како се уште да затајува и затоа сметам дека тука и тоа ни е еден, да речеме, од тие главни предизвици на кои што ќе работиме и во идниот период, како да се зајакне свеста за да се препознае самата жена како една од клучните чинители во процесите на донесување на одлуки. Многу пати досега е кажано дека онаму каде што жените донесуваат, носат одлуки, одлуките се и помудри и поизбалансирани. Ќе се согласите ли? Да, имаше едно истражување пред неколку години кое што, да речам така, ми остави впечаток, иако го слушав на радио колку што се сеќавам, дека економиите кои што се предводени од жени се далеку поуспешни од оние кои што се предводени од мажи. Сметам дека има вистина во тоа, со оглед на тоа што колку жените внимаваат на секој аспект, и во процесите нели на донесување на одлуки, и во семејниот живот, и во професионалниот живот. Дури имаше и одредени истражувања и како жените се снаоѓаат како возачи, исто така, далеку е поголема безбедноста кај жените кои што се возачи, мислам женски возачи, за разлика на пример од мажите. Иако мажите многу сакаат да свират на семафори кога ќе видат жена во автомобил. Да, така да сметам дека сите овие аспекти ако ги земеме во предвид, секако дека тоа многу ќе влијае и во делот исто така и на донесувањето на одлуки, дека ќе се внимава при тие процеси да бидат опфатени сите. И затоа што тоа е всушност како улогата на жената и која што често пати нели се наоѓа во улога на мајка или во улога на некој кој што се грижи за повозрастните во семејството, па некако и така ја прифаќаат и целокупната заедница да настојуваат да тие одлуки кои што ги донесуваат едноставно бидат од интерес или од бенефит за сите на кои што се однесуваат. И сега, една жена живее неколку улоги во својот живот, значи и професионално, и во семејството, улога на сопруга, мајка, жена која што се грижи за семејството, за повозрастните членови на семејството. Според Заводот за статистика во Македонија има повеќе жени од мажи. Како се доведовме до оваа ситуација, мажите да ги има секаде, ние да сме на некои женски професии? Да, и тоа имаме ли можеби вина и самите? Мислам дека сега веќе сме на некој период на генерации. Да речам, ако направите една споредба од она што се случувало во минатото, или ајде да некаде да ги споменам и тие моите генерации, до нас што сега во младите може да се види, веќе постои одредена разлика. Да, порано можеби имаше поделба и на машки и на женски професии, сега веќе некако и во однос тоа може да се види, ако на пример ја видите исто така и образовната структура, особено за пишувањето, студентите во однос на факултетите веќе сега нема машка женска поделености во тој сегмент, се повеќе може да видите и женски нели студенти кои што се и на информатички технологии и на електротехничките науки, така да мислам дека полека тие бариери веќе се надминуваат, иако за да го добиеме целосниот ефект, целосното влијание од ваквите промени, сепак ќе биде потребно да помине уште некое време и секако и колку и да се смета за излитена најчесто изреката дека борбата и понатаму продолжува, тоа навистина е така. Навистина се уште живееме во некое такво општество каде што треба да се избориме за улогата која што ја имаме во општеството. Не сме го достигнале нели тој баланс како што го имаат дел од европските земји, меѓутоа затоа сме нели сите тука да постојано секој од својата област, од својот домен на делување да придонесе кон промена на овие, ајде да речам, родово разделени политики. И како за крај на разговоров, каква е вашата визија за иднината на руралната жена и руралните заедници во Македонија? Има ли иднина едноставно? Сметам дека да. Со оглед на тоа што, меѓутоа, за да, како јас или ние во организацијата ја ги гледаме руралните заедници,
како едни економски одржливи, меѓутоа исто така и социјално инклузивни заедници кои што ќе ги обезбедуваат сите услуги за членовите на самите тие заедници. Меѓутоа, за да таа визија се реализира или се оствари, потребно е навистина да сите актери во општеството бидат вклучени и насочени кон руралниот развој, нели во сегментот каде што е потребно, затоа што инфраструктурата, нели, соодветниот пристап до услугите, интернетот, тоа се некои, да речем, добра без кои што не се може во 21 век и доколку соодветно имаме стратегија и политики како тоа може да се реализира, сметам дека ова што ние го имаме како визија еден ден исто така може да стане реалност. Затоа што се повеќе ќе биде поголема и борбата за храна, и борбата за почист воздух, и борбата за подобар, помирен живот. Така да мислам дека според мене, според нас, иднината предстои една светла иднина на руралните заедници, ако секако има и соодветни развојни политики насочени токму кон овие заедници. Лилјана, ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија. Се надевам дека им покажавме на гледачите дека навистина постои можност и се работи на тоа жената од руралните заедници да си го добие местото кое што го заслужува во ова наше општество. Ви благодарам и на вас за поканата и за тоа што ја избравте токму оваа тема, за да покажеме едно малку поинакво светло на жените кои што се надвор од урбаните средини. Ви благодарам уште еднаш.